Секоја пригода во која што можеме да се најдеме, бара одреден тип на однесување или има некои правила кои што треба да ги почитуваме. Почитувањето на уметникот, поради кој сме дојдени на концерт, не вклучува само гаснење на мобилните телефони, туку низа на правила. Иако не постои официјален кодекс на облекување, голем дел од нашата публика го третира концертот на филхармонијата како посебна вечерна пригода, па затоа изборот на гардероба честопати е елегантен. Без разлика дали сте голем љубител на класичната или на џез музиката, или спаѓате кај оние што се дојдени за да бидат видени, секогаш облечете се пригодно за настанот. Значи за мажите секогаш се препорачува костум, а за дамите едноставен фустан, секако без претерување. Сепак одите на концерта, не на бал. Формална гардероба се препорачува за свечени концерти и специјални настани. Според правилата се препорачува да пристигнете барем 10 минути пред почетокот на концертот. На тој начин ќе имате доволно време да го заземете своето место, да ја прочитате програмата на концертот и да се опуштите и да уживате во него. Вообичаено е да се аплаудира со цел да се поздрави оркестарот во моментот кога диригентот влегува на сцената и ги подигнува музичарите. Исто така, појавувањето на солистите на сцената секогаш е поздравено со аплауз. На крајот на чинот, интензитетот на аплаузот честопати е поврзан со задоволството од изведбата. Затоа не штедете ги дланките. Друго строго правило се однесува на употребата на камери и видеокамери кои мора да бидат акредитирани. На јавноста е строго забрането снимање и фотографирање. Културата на однесување на било кое јавно место е дел и од домашното воспитување. Истата се гради од најмали нозе, па потоа низ едукативниот систем, медиумите и културните институции.